Дали сте запознаени со некоја парламентарна група ФИРУМ, што деновиве во парламентот на Викторија се имале средби и така че Јас морам да кажам, неофицијално добив некои информации, меѓутоа официјално од парламентот на Викторија немам добиено никаква информација. Значи, амбасадата на Република Македонија во Камбера нема добиено официјално писмо или известување за формирање на таква парламентарна група. Неофицијално имам добиено информации како иницијатива која што е потегната и започната за формирање на парламентарна група за пријателство помеѓу парламентот на Викторија и Република Македонија, односно парламентот на Република Македонија. Како течат активностите, докаде се, значи повторно ќе кажам, се само од неофицијални извори. Не би можел да коментирам за неофицијалните, затоа што не можам да ја знам во целост веродостојноста на сето тоа. Да. Но се надевам дека наскоро ќе добиеме и официјална информација од парламентот на Викторија за тоа што се случува, како се случува и докаде. Инаку нашата тенденција како амбасада и како консулат е да во секоја сојузна држава формираме парламентарна група за пријателство помеѓу парламентот на Република Македонија и соодветниот парламент во таа држава. Ние на некој начин успеавме да издействуваме во федералниот парламент да таа парламентарна група биде парламентарна група за соработка помеѓу македонскиот парламент и австралискиот федерален парламент. А дали сте, пошто бидејќи има шпекулација дека е ова парламентарна под називот ФИРУМ, например под ФИРУМ да биде како ФИРУМЦи, односно под покровителство на конзулатот, односно генералниот? Значи ви велам, јас немам официјална информација од сето тоа. Кога би имале официјалната информација, би ви дал и официјална изјава околу сето тоа. Повторно ќе кажам, имам добиено информации, меѓутоа од неофицијални извори и потребно е да се проверат тие информации, се додека не добиеме институционална информација за тоа што се случува, докаде се работите, јас не би можела да дам коментар. Бидејќи нема никаква логика, амбасадорец, ова имаше многу бурни реакции деновиве и овдека се јавeva наши слушатели се распрашуваа за што се работи, бидејќи ако самите ние тоа го прифаќаме и на самите ние тоа го формираме и лобираме, значи самите се понижуваме. Дека нема логика ако се прифати под ФИРУМ, бидејќи не знам сега ова парламентарна група што е формирана претходно што ја спомнавте, под која, под ФИРУМ или Не, јас ви реков, значи како парламентарна група за пријателство помеѓу парламентот на Република Македонија, помеѓу македонскиот парламент и австралискиот федерален парламент. Океј. Одиме со наредното прашање, дали Македонија како бизнис дестинација ја промовирате само пред австралиските бизнис заедници или дали истото го правите и пред македонската дијаспора која е најбројна? Кои се вашите чекори за да ги уверите селениците дека е исплатливо да инвестираат во татковината? Па, ако можете да видите на самата веб страница на амбасадата на Република Македонија, се поставени информации за начинот на кој што може да се инвестира во Република Македонија и истовремено за начинот како и на кој начин може да се регистрира фирма и дадени се таму одредени контакт информации за да може да се обратат директно до институциите во Република Македонија, каде што би можеле да ги добијат директно информациите кои се неопходни. Нормално дека секоја пригода и секоја можност ја користиме за промовирање на Република Македонија како дестинација привлечна за странски инвестиции. Ние не правиме разлика помеѓу тоа дали инвестицијата ќе дојде од некој македонски иселеник или ќе дојде од некоја странска компанија, така што начинот на кој што постапуваме е сосема подеднаков. Ние, да не кажем, меѓутоа можем да кажам дека неделно барем по неколку македонци или доаѓаат во амбасадата или се слушаме по телефони, бараат одредени информации. Ние како амбасада им ги овозможуваме контактите неопходни во Република Македонија. Тоа што се случува во Република Македонија, законските измени, особено законската регулатива во делот на даночната политика,
се дел кои што навистина ја прават Република Македонија привлечна дестинација за инвестиции, и тоа не само за нашите иселеници, туку и за странските бизнисмени, односно за странските бизниси. Така што сведоци сме дека се поголем и поголем број на странски компании веќе отвараат своји представништва, отвараат своји експозитури, отвараат своји бизниси во Република Македонија. Меѓутоа сведоци сме и за тоа дека голем дел на македонски бизнисмени, без разлика дали доаѓаат од Австралија или од другите делови и од другите континенти, дека се одлучуваат за отворање на одредени бизниси. Меѓутоа фактот е тоа дека луѓето, особено македонските бизнисмени и селеници, како прв чекор се одлучуваат за некои поскромни и помали инвестиции, се со цел да го опипаат и да го стекнат впечатокот за тоа како и на кој начин би можеле да се реализираат, односно да ги водат бизнисите во Република. Амбасадоре, прашањето беше во врска со второто прашање од студиото во Скопје, што беше за во врска со инвестирањето. Кој е вашиот коментар, односно вашето мислење, што веќе морам да го кажам ова, бидејќи оваа година се многу повеќе. Ето, се појавуваат и првите жртви на иселеници. Се враќаат 2 години, 3 години издржа и се враќаат. Значи, она што го има веќе го изгуби и овдека поново почнуваат од почеток. Значи, јас немам таква информација точно за колкав број станува збор, дали се вратиле или не. Меѓутоа, кога станува збор за бизнис, без разлика дали станува збор за Република Македонија или било каде во светот, секој бизнис, секоја инвестиција си носи одреден коефициент на ризик. Така што кога станува збор за инвестирањето, нормално дека е неопходно и потребно да се пресметаат ризиците кои што ги носи самиот бизнис. Именно оваа година и изминативе години знаете дека сме сведоци на светската економска криза, која што на некој начин го зафати целиот свет и скоро сите бизниси во целиот свет претрпеа одредени штети од нивното функционирање. Меѓутоа, како држава Република Македонија, сето она што го прави, повторно ќе кажам, во делот на спроведувањето на законите, во делот на даночната политика, во делот на олеснувањето на странските инвеститори кои што доаѓаат, сепак ќе кажам дека можеби сме една од ретките држави во светот кои што ги нуди поволностите кои што ги нуди за инвеститорите, за сите оние кои што инвестираат во Република Македонија. Така што оваа информација, значи не знам, јас немам таква информација, немам податок за тоа колкав број се вратили и зошто се вратили, од кои причини се вратиле. Меѓутоа, повторно ќе го кажам и мојот став, и ставот на владата на Република Македонија, дека Република Македонија прави се да ги привлече странските инвеститори, прави се да ги заштити инвеститорите да ги заштити од делот на законската регулатива, од спроведувањето на законите, а истовремено да се она што ги нуди како поволност даночната политика во Република Македонија да можат да ги користат сите оние привилегии кои што им се даваат. Да, токму и тоа е проблемот, амбасадоре, бидејќи целото внимание се посветува на крупните инвеститори и на големите риби, ево народски кажано, а не се посветува на иселениците, на обичниот човек кој сака само едноставно да се врати и да си има достоен живот. И тоа самиот премиер во едно интервју го призна дека веќе можеби и наша грешка што многу посветуваме на големите инвеститори, а послабо внимаваме на поситните, например, оние што сакаат да имаат мали бизниси или едноставно спокоен живот.